Од учесник во инцидентите на Кале на навивачките групи, преку пратеничките клупи до прв вице-премиер и министер за политички систем. Предлогот Артан Груби да биде дел од идниот владин кабинет крена многу врева во ДУИ и кај пошироката јавност. Неофицијално колку поради минатото и конфликт со сопартијците, толку поради различното толкување на надлежностите кои ќе ги има со новата функција. Груби изминатиот период е еден од најблиските соработници на Ахмети, а беше народен избраник во последниот собраниски состав, од каде доаѓа на вице-премиерското место. Буер Османи го смени секторот евроинтеграција со Министерството за надворешни работи. Против него специјалното јавно обвинителство 20 месеци водеше истрага пациент за злоупотреба додека бил министер за здравство. Обвинителството ја запре постапката. Министерството за економија, кој и досега го водеше Крешник Бектеши, последниот период беше актуелно со промоција на туризмот во Македонија со фотографии од странски држави. Насер Нуредини, кој повеќе од една година дава изјави на англиски јазик и натаму ќе раководи со Министерството за животна средина. Од министрите на СДСМ, подписникот на Преспанскиот договор Димитров, од Министерството за надворешни работи се сели во евроинтеграции. Шекеринска, која со кичевскиот градоначалник се сликаше пред амблемот на УЧК и на Фејсбук им оддаде почит на загинатите бранители кај Карпалак, повторно ќе го води ресорот одбрана. Опозицијата ја критикува и за криминално работење и обезличување на армијата. Филипче, кој натаму ќе биде министер за здравство, според опозиционерите е виновен за фијаско со корона кризата. Според ВМРО ДПМН пак Спасовски, кој ќе министерува во внатрешни работи и во минатото бил заштитник на криминалот. За Бојан Маричиć, кој ќе биде министер за правда, опозицијата го проблематизира фактот дека е син на виш јавен обвинител. Државата добива нова влада со стари, компрометирани и истрошени транзицијски кадри. Македонија добива нова влада со криминални кадри, оптоварени со по десетина афери, случаи на непотизам и сомнежи за корупција. Оние кои ја направија државата рекордер по корупција, криминал и неуспеси во Европа, сега повторно ќе раководат со институциите. Социјалдемократите пак се убедени дека создале ефикасна влада. Следува прочистување на судството, но и проверка на потеклото на имотот и парите на функционерите. Во новиот мандат продолжуваме со имплементација на договорот од Преспа со Грција, договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија, кои како договори обезбедија членство во НАТО и водат кон интеграција во Европската Унија. Гласањето за новиот владин кабинет се очекува да биде следната недела.